Христијан Мицкоски не отстапува од намерата да го спречува членството на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Колку што Македонија е поблиску до остварување на генерацијскиот сон на нашиот народ, толку понервозни стануваат Мицкоски и антизападното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е типично деструктивно однесување на антизападните пиуни. Мицкоски и антинародното раководство на ВМРО-ДПМНЕ имаат само една цел – да предизвикаат тензии, омраза и насилство, преку кои ќе се обидат да ја блокираат иднината на Република Македонија. Мицкоски работи исклучиво по директива на неговите шефови, кои се противат на успехот на Македонија и со тоа ги загрозува највисоките државни и национални интереси, а тоа се членството во Европската Унија и НАТО. Мицкоски денеска потврди дека стои позади анти-НАТО и анти-ЕУ протестите на кои се повикува на насилство, се шири говор на омраза и се дејствува деструктивно. Мицкоски стои рамо до рамо со антизападните пиони Бачев и Петровски. Но тој самиот знае, исто како што знаат и сите граѓани, антизападната агенда во Македонија не поминува. Македонија расчисти со изолацијата, омразата и гроевизмот. И граѓаните и пратениците се уверени дека иднината на Македонија е во Европската Унија и НАТО, преку прифаќање на договорот од Преспа. Мицкоски нема да ја блокира иднината во Европската Унија и НАТО. Нема да успее да го попречи напредокот на Република Македонија. Граѓаните да останат смирени и да не подлегнуваат на провокации и сеење омраза. Граѓаните да бидат спокојни и горди. Македонија оди напред во Европската Унија и НАТО. Македонија станува глобална и напредна држава. Ви благодарам. До кај се преговорите со ОБС, има информации дека нема договори дека утре продолжува? Преговорите траат. Очекуваме по завршување на состаноците да има официјален став и од председателот на СДСМ Зоран Заев и премиер на Република Македонија. Дали осумте пратеници од ВМРО-ДПМНЕ исклучени од коалицијата за Слободна Македонија да се закануваат дека нема да гласаат доколку окупацијата барањето за веца за државјанство? Почнувајќи го овој процес, отворивме ново поглавје во Република Македонија. Интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија и НАТО треба да бидат наш главен мотив при гласањето. Јас очекувам дека сите пратеници, без разлика од која политичка партија доаѓаат, без разлика од кој етникум доаѓаат, без разлика на нивната верска определба, ќе се издигнеме над нашите партиски интереси и конечно ќе ја поведеме Република Македонија на прав пат, а тоа е она што значи национален консензус околу интеграцијата во Европската Унија. Праксата покажа дека не е така. Закон за амнистија, изменен криличен законник, примаќање на барањето на села и така натаму. Конкретно, дали да се заканувале дека нема да продолжат преговарањето за држава? Нема никакви закани, барем јас немам ништо слушнато околу закони кон нас, доколку се усвои нешто. Има да се пратеници? Јас сум оптимист дека ќе имаме и над 80 пратеници кои што ќе гласаат за конечно завршување на овој процес и Македонија конечно да тргне силно да чекори на патот кон Европската Унија и НАТО. А во моментов? Во моментов имаме пауза до 16 часот. Ние сме оптимисти дека потребното мнозинство од 2/3 од колегите пратеници ќе го поддржат процес.